и на коментарот на Димитар во однос на улогите кои што ни ги представуваат. Односно би сакал да слушам во однос на тематиката за токсичен маскулинитет или toxic masculinity од страна на Наталија и Катерина, затоа што мислам дека они имаат интересни ставови по ова. Ово ми е една од омилените работи да ги изборам, посебно за toxic masculinity, затоа што толку погрешно е сванат. Како што можете да видите, јас сум онова типичен феминист, кога помислите на феминист од 21 век, фарбана ми е косата, цело време се шминкам и многу сум гласна. И кога зборам за toxic masculinity, секогаш има отпор, посебно од мажи и од време на време некои жени. Проблемот е што toxic masculinity многу луѓе го сваќаат како дека ние мразиме мажи, дека мразиме се што е машко, сите работи што се наменети или кажани за машки, како што кажа Димитар, што спаѓаат у родовата улога на машко, а уопште не е точно. Поимот на toxic masculinity значи дека токсично е тоа што очекуваме од мажите да го прават за да бидат вистински мажи, огромни наводници. Тука спаѓаат и тие родови улоги што ги кажа Димитар. Дека, например, поимот дека мажите не треба да плачат, или дека не треба да покажуваат чувства, или дека они треба да ги донесуваат парите и дека ако жената прави повеќе пари од мажите, тогава они не се мажи, тоа е токсичен маскулинитет. Не е само јас сум машко и јас сакам спорт и сега тоа е toxic masculinity. Не. Туку проблемот е toxic masculinity е кога си помалку машко ако не сакаш спорт. И баш ми е мило што Димитар ги спомна тука половите и родовите разлики, затоа што многу од луѓето што се залагат за антифеминизам не го разбират тај дел од феминизмот, дека постојат и полови и родови разлики и за тоа ни е потребен феминизм. Да се надоврзам тука малку исто околу токсичниот маскулинитет. Една екстрема, како што спомнав пријатска со депресијата и самоубиствата. Таму се изразува најмногу во бројки, во смисла на машкиот животен век по повеќето земји многу пократок отколку женскиот. Тоа е затоа што мажите се охрабрувани постојано ставаат себе во животозагрозувачки ситуации и доколку не го прават тоа, автоматски се рачунати за помалку мажи, за помалку луѓе, за недоволно вредни. Зашто некој треба да си го ризикува животот постојано за да биде сметан за доволно вреден? Тоа е тој токсичен маскулинитет. Ништо повеќе.